Како да се живее здрав живот во време на коронавирусот? Особено, кое е влијанието на загадениот воздух и поврзаноста со корона во денешната епизода? Факт е дека еден од поголемите проблеми во јавното здравје во регионов, особено во урбаните средини, е токму загадениот воздух. За среќа, со пролетта и воздухот ни се подобрува, но последиците од долгогодишното дишење на неквалитетен воздух, за жал, остануваат со нас. Загадениот воздух е секако честа тема, но што вели науката за поврзаноста помеѓу загадениот воздух и коронавирусот? Дали загриженоста околу условите во животната средина како ризик фактор за COVID-19 е оправдана? Секако, интересно е да се каже дека излегуваат доста научно потврдени информации дека самата пандемија, односно мерките кои се превземаат за да се сузбие истата, затворањето на фабриките, намалувањето на саобраќајот, делуваат на некој начин исцелувачки на нашата животна средина, па така и на квалитетот на воздухот. Но ќе се задржиме на она како загадениот воздух влијае на ризикот од заболување и компликации од COVID-19. Истражувањата покажуваат дека загадениот воздух може да ги направи луѓето поранливи на инфекцијата од новиот коронавирус. Високата смртност во Италија и Шпанија ги поттикна експертите да го истражуваат и факторот животна средина, покрај факторите како што се болестите, односно како условите во животната средина влијаат врз самиот ризик од инфекција со корона, а потоа и на компликациите и, за жал, фаталниот исход. Фокусот на една од студиите е загадениот воздух во Ломбардија, едно од првите корона жаришта во Европа, пред самата пандемија, односно по-конкретно нивоата на азотен диоксид во атмосферата, газ кој се емитува во воздухот од автомобилите, фабриките, авионите и така натаму. Потоа овие податоци биле споредувани со смртноста во Ломбардија, но и во други географски региони со различно ниво на загадување и смртност. Испитуваните региони биле корона жаришта во Кина, Иран, Мадрид и Ломбардија. Заедничко за нив во географска смисла е тоа што се опкружени со планини, односно се котлини. Исто така нивоата на загадување се релативно високи. Затоа добиените резултати може да бидат интересни и бидејќи и ние имаме проблем со загадениот воздух. Според добиените резултати, загадувањето на воздухот игра поголема улога од што мислиме. Тоа не предизвикува полесно инфицирање, но не прави поранливи на вирусот, односно компликациите се поверојатни во средините со загаден воздух. Се смета дека тоа се должи на лошото влијание на ПМ частичките врз имунитетот, на оштетувањето на белите дробови, зголемувањето на ризикот од тешки респираторни заболувања и, како се разбира, присуството на астма, канцер и така натаму. Сето ова ги прави луѓето во тие региони со загаден воздух поранливи на коронавирусот. Заради тоа што во јавноста кружеа некакви информации дека вирусот е најден во самите честички од загадениот воздух, важно е да се каже дека епидемиолозите и експертите за животна средина се едногласни. Веројатноста за такво ширење на вирусот е беззначајна. Што можеме да заклучиме од овие информации? Јасно е дека загадениот воздух кој води кон респираторни проблеми, како што се астма или рак на белите дробови, може преку нив да го зголеми ризикот од компликации при инфекција со корона. Но науката се уште не утврдила дека компликациите се поверојатни и кај луѓето кои живеат во загадени средини, а немаат хронични заболувања. Моментално утврдениот ризик главно се состои од потенцијална поголема оптеретеност на здравствениот систем во средините со енормни загадувања. Тоа не значи дека не постои директен линк помеѓу загадувањето и ризикот од лош исход од COVID-19. Едноставно, потребни се повеќе истражувања на оваа тема. Главниот заклучок од овие информации треба да го извлечат надлежните власти. По пандемијата, загриженоста за здравата животна средина не треба да опадне. Напротив,
Промените треба да бидат драстични и трајни, а не повторно да се вратиме на старите навики, па да очекуваме поинаков исход. Ако целосно не го промениме однесувањето кон животната средина, не можеме да очекуваме и поинаков одговор од нејзина страна. Да се надеваме дека барем еден позитивен ефект од целава пандемија, меѓу другото, ќе биде и поголема свесност за промените кои што се потребни во нашата животна средина.